4, 3, 2, 1. Боемче, Боемот, т.е. Боемот 2.0. Како сме? За некои сум Боемот, за некои Боемот 2.0. Како сакаш така можеш да ми се обратиш. Немам никакви забелешки. Значи, кој од кога те следе, а? Да, кој од кога ме следи, така ми се обрати. Боему, ти се опишуваш себе си, тоест на Инстаграм на биото ти стое дека си мегафон на тивкото на мнозинство, така? Да, така ми стои на Инстаграм, а и на вистина сметам дека целиот концепт на мојот профил е во насока да се искажат ставовите на тоа наречено тивко мнозинство во моите постои. Така. Да. Јас тебе те сметам како некоја интересна нова културна појава. Значи, у моите очи се гледаш така. Зашо мислиш дека, имаше стар профил, Боемот, оригиналниот, сега имаше нов профил Боемот 2.0. Ти го бутна, имаше колку 18,000 followers на тој? Да, нешто повеќе од 18. Да, значи нешто имаше околу 18, малку повеќе. И сега полека од нов профил, од нула, пак качуваш, имаш за некој си 5-6 месеци, мислам, дека пак качи околу 3-14,000 followers. Тоа е само знак дека луѓето те следат, многу луѓе сакат да читат тоа што го пишуваш и многу луѓе се согласуваат со тоа, со ставовите кои ги изнесуваш, и мислам дека од мои познаници и од коментарите што гледам, многу луѓе го делат истиот став и мислат дека си рационален у своите наречемо своите стави. Зошто ти мислиш дека привлекуваш толкова внимание и толку голем, наречем, релативно број на луѓе те следат и те читат? Знаете, вака, пред известно време имаше некои податоци на објави на стори, што каде јасно се гледа дека бројката на луѓе кои ме следат е доста помало од бројката на луѓе кои ме читаат. Така што мислам дека ме следат само некои 30% од луѓето кои што ги гледаат секојдневно моите постови. Меѓутоа, никого со сила не присилуваме да ме следи, кој сака да чита може, кој не мора. Сега да се вратам овака на прашањето, односно ова што го зачна како тема тивкото мнозинство, што и како подразбирам под овој термин, па види, не случајно го имам ставено тивкото мнозинство како нешто на мојот профил кој цело време го зборувам за тоа. Со тој слоган, ако можам да го наречам, мислам дека може да се идентификуваат онака сите луѓе кои ги делат, па можам, пред некој ден имав една филозофска тема опфатена, каде што ставив наслов не е нормално да бидеш нормален во овој ненормален свет. Па затоа под тивко мнозинство би нарекол дека има мнозинство млади, ако можам да кажам нормални луѓе, кои што делат некои општи вредности кои што во денешно време ретко кој ги поседува. Например, не знам, сега можам да спомнам, тие што редовно ме читаат знаат дека претежно зборувам за некои патриотски вредности, фамилиарни, ако можам да кажам општо десничарски, но и не само десничарски, општо ставови кои што се, ако можам да кажам, за здравиот разум или ставови или теми како, например, пред известно време пишував дека од работа нема срамота, потикнувам некои иницијативи како возете внимателно, купувајте македонски производи, слушајте македонска музика и општо се трудам да ги информирам младите за некои теми, но низ една моја перспектива, каде што во секоја тема гледам да давам свој став. Што и тоа е многу битно, да се заземе став на некоја тема, ако веќе сакаш да имаш маса која што, твоето мислење да тежи, да понесеш товар, мора да заземеш став, без разлика дали на некому се допаѓа или не. Тоа е главно околу тивкото мнозинство, мислам дека тука спаѓаат луѓето на сега многу би било политичка, кажам, честниот народ. Да. Кај нас сите едва чекаат да се спомене нешто такво, да го искористат. Одма да те класифицираат. Да. Па многу ми е жал што кај нас малку треба да те
обојат или било што. Ама не знам, ете имам пишувано како кажам тој сега јас сум далтонист и не препознавам партиски бои, ова се стихови од Ел Ди Пистолеро, така што тоа стварно го мислам, зашто го пишам против едните ме плаќале другите, а и обратно, така што го пишам она што стварно сметам дека го дели како став мнозинството млади луѓе, а и лично мене ми се свиѓа, се не мора да го дели мнозинството, кога мене ми се свиѓа. Токму затоа може некогаш и да ми се критикува, а и да не попали кога се согласува. И тоа е во главно, и сметам дека овој концепт кој го имам, многу луѓе претходно ако се плашеле да го кажат тоа, се гледаат како некој релевантен медиум или Инстаграм страница или како сакаш нарече, се пронаоѓаат по тоа и затоа ете како некој ветер во грб или охрабрувачки за ставовите кои што и тие ги делат. Така. Тоа е целиот концепт. Така, мислам дека многу баво го опишаат тоа што си и таа појава што си. Многу се согласувам со тоа дека треба да земеш став на нешто. Значи тоа што кажеш треба да стоеш позади тоа, а не само цело време да ги менеш ставовите или мислењето, зависно каква позиција си или у опозиција, да речем, не само партиски, туку и социјално и општество, нели со кое друштво си да си ги менеш цело време ставовите или само за да се прилагодиш. Ама исто така мислам дека е многу коректно и многу битно да рационално да речем слушаме аргументи секогаш од другата страна на која што сме и да бидеме отворени кон тоа да ни се промене мислењето ако има доволно добри аргументи или да речеш нешто како растеш како личност, да ти растат и твоите мислења. Пошто можеш да земеш некој став според мене на 14 години, на 15 години. На 20 години веќе си многу различна особа. Или персона, значи многу различен карактер. Изградил си се, многу работи си проживел и не може сите мислења што ти биле на 15 да ти бидат исти со тие на 20. Не битно дали е политичка или социјална или економска или било каква, значи околу се. Јас мислам дека ти си една од тие такви луѓе што кои слушат аргумент или да речем од спротивната страна, си викаат чекам малку да го размислам, да видам дали има логика, дали нема логика и аргументираш, а не е само да си тераш агенда, да речем тоа. Да, певе тие што подолго време знаат дека порано малку бев порадикален во некои ставови. Тоа може, ја мислам дека тоа е најмногу заради годините, бидејќи не е исто да зборуваш за некои теми во средношколски денови, врв на пубертет. Така. Или после тоа и неколку години подоцна, откако веќе онака ќе спласнат емоциите и веќе ќе гледаш поразумно на нештата. Така. И затоа мислам дека ама и за некои работи може имам благосмен достав, меѓутоа генерално патот кој е трасиран, продолжувам да одам по тој пат, а и општо гледам дека вака слично некои профили што има или друго, гледам дека без разлика дали согласувам или не со нив, гледам дека си донека заедно преминуваме на наоѓање на некое горе-доле заеднички став. Не можам да кажам решение бидејќи се уште не сме преминале да решаваме многу теми онака директно, иако индиректно мислам дека имаме големо влијание, нели сите Инстаграм профили или Фејсбук или Твитер, па дури можеби TikTok колку е да не ми се допаѓа, сите имаат, знаете, сите си носат на своја тежина. И затоа сметам дека со текот на времето се менуваат ставовите, точно мора да се има некои онака вредности од кои што не може да се избегне. И општо на пример, јас гледам средношколски денови, тоаш има истражување, мислам дека не знам вака колку имаш погледнато, ама дека тие што се најрадикални во средношколските денови, општо дали кон левицата или кон десницата, нивните ставови спласнуваат како што ќе пораснат ова. Спласнуваат или се менат? Е многу логички да се заклучи, ама и тоа го покажуваат истражувањата дека стварно сите што како кажам на млади години или во тинеџерски години имаат радикални ставови, со тек на време ти омакнуваат, што е сосема нормално.
Види, значи тоа има, мислам дека има некоја тесна поврзаност или баш некоја јака поврзаност, да речем, некоја силна со тоа што у тинеџерските денови нормално си у пубертет, крвта те врие, хормоните се дисбалансирани на сите страни, емоциите се на сите страни, многу си, да речем, емоционално незрел и добиваш на, како да кажем, ставен си у некој си хиперактивен мод у секој смисол. Така нормално е сите твои мислења и сите твои акции да бидат, да речем, можда и разумни, можда и неразумни. Да, само што на работа што имам онака и до ден денес кога пишувам, што може би е лошо, ама може и не е тоа што многу импулсивно ги носам моите одлуки или ставови на одредени теми понекогаш. Понекогаш тоа кога тргувам со крипто, меѓутоа тоа е страна. Генерално, да, импулсивно понекогаш пишувам, што најчесто лошо ми се одразува, но од друга страна, едноставно кога нешто ќе случи на моментот и нека буквално ми врие крвта, како што кажа, не можам да го оставам за подоцен и слично. Може би затоа нека текстовите најчесто ги објавувам 2-3 навечер. Ќе излезам надвор, ќе ги слушам обедите, ќе слушам кој став го делат онака мнозинството мои познаници и ако е разумно нормално ќе се сложам и доаѓам дома, ќе лаптопот и го пишувам текстот. Така што може би не е само до годините. Не е само до годините. годините. Други фактори тука, да. Главно тоа е тоа. Да. Дефинитивно. Преска спомнаме само на кратко нели партиско обојување ова. Значи јас сакам па да потенцирам, а и ти на твоите објави имаш изнесено пример позитивни и негативни коментари и за, да речеме, едната најголема партија и за другата најголема партија, па и за третата помала партија што сега полека некако зема замав. Значи дури ти си да речем по опис капиталист, така? Би се опишал како капиталист. Пошто работиш у приватен бизнис, си работиш приватно, работиш малку, да речеш, со крипто и си, да речем, ориентиран капиталистички. Имаш некои пофални зборови пишувано на многу, кажи го, многу пати за што е лидерот на политичката партија Левица, за Димитар Пасиев, што за мене малку беше тоа парадоксално. Ама у исто време ми покажува дека го зимаш тоа што е најрационално од сите изјави или од сите, да речем, знаете, така. тоа, мислам, вака, преска не знам дали те пресирам, бидејќи се знаеме и долго време, нема да те пресирам. Знаеш како, во главно сега по дефиниција би требало кај нас да има десничарска партија, би требало да има левичарска, меѓутоа кај нас многу се променети тие, како можам, тој политички спектар кај нас Така. не е како што треба да биде и многу се изместени сите вредности. Не можам да кажам дека лидерот на левица е десничар, што он вистина дека има Така. мнозинство левичарски ставови, но понекогаш има онака рационални ставови, спорам десничарски општо нека, и ставови кои што буквално нека како поединец ги поддржувам, што не значи дека поддржувам сите нели целосната идеологија Така. на партија. Меѓутоа едноставно падот по кој што тие трна и они опфатија некоја база на млади луѓе и некои зазема некои фер ставови, јасни ставови за мене тоа најмногу ми се допада на пример. Они изтегуваат со јасни ставови за одредени теми, кои што другиве политички партии пробаа малку да ги цензурираат, да не обрнат внимание. Така. Имаат време за некои банални работи да зборуваат, да немаат за тоа. И ми се свиѓа тоа, можам да кажам што ето нека во лице им ги кажува некои ставови, ама па сега има и некои работи кои што не ми се свиѓаат таму. Заради тоа тука некогаш сум да побалам, некогаш да искритикувам. Така. Тоа ми беше зборот. Ама најчесто за сите трети опции имам поволни зборови кога не е во прашање некоја идеологија. Мене искрено малку почна да ме нервира сега дека ја спомнава Пасиев, заради некој вокабулар, пошто искрено сметам дека академски, мислам професор на факултет, не сме да си дозволи да има да употребува вулгаризми или слично. Тоа е речник за пиење пиво пред кооперација, горско и месен наразак. Тоа
Тоа е за таму, а не за Facebook статус на политички лидер кој претендира премиерско место или слично. Така. Заради тоа има малку критика. Меѓутоа, да, сега понекогаш во моментот кога не ми текнува, меѓутоа општо некои патриотски ставови, тоа нормално поддржам. Или ете сега пред известно време, нели локални избори беа, видов дека некои од советниците на левица бара да не бидат општинските коли да не бидат одбележени секако. Конкретно тоа се вика. Од која причина? Извини, да бидат Да бидат одбележени. јасно обележани, Аха, да не бидат со како обични возила. Да се Така. гледа посебно дека тоа се возила на општината, така. што тој предлог на пример многу ми се допадна. Ако не се лажам, од Велес беше советникот на левица. И затоа можам да ги поддржаме. И тука нема идеологија во прашање, тука во прашање едноставно дали ти ќе поддржиш нешто што Има смисла. е заопшто добро, пошто нели општините се финансираат од наши пари и Да. убаво е тоа да нели возилата што се сервисираат, што се трошат, да бидат само во интерес на општината, а не за приватни потреби на некој. Тоа сум тука да го пофалам, меѓутоа да. Некогаш ги фалам, некогаш ги и немам баш пополни зборови, меѓутоа тука сме се Така. балансирани. Не, тоа ми беше поентата, дека да. Работите, да. Да, тоа ми беше поента дека гледаш го и доброто и лошото и рационално проценуваш. Значи не следеш слепо некоја агенда, да речем десничарска или левичарска или некоја било каква. У мојо, да речем, мојот поглед на работите, мене ми е малку потешко да комуницирам со луѓе што само слепо следат некоја си агенда од нивната политичка партија или да речем како се ориентирани. Да, тие во моите постои ги нарекувам партиски паразити. Партиски паразити, да. И тоа се оние луѓе од типот, без разлика дали од едната или од другата партија, што секојаш се покрај во наводници лидерот, Така. газиме шефе, најаки сме, браво, најдобро, без разлика дали направиле нешто добро или лошо. Според мене, да зборим искрено, има и луѓе кои што стварно заради идеологија во партиите, и јас стварно имам почит заради нив. Или не мора да е идеологија, може да е и општо желбата за промена на работите. И јас стварно имам бокални зборови за тие луѓе. Меѓутоа не може сега некој да биде само казиме шефе, најаки сме, удирање порамо. Едноставно тоа не иде така. А за жал има многу такви луѓе. И истите тие луѓе се луѓето кои што кога нивната опција ќе дојде на власт, они слепо, ако нивната опција на власт, слепо поддржуваат така. Ако нивната опција е во опозиција, слепо Така. го хейтаат тоа и едноставно не ми се допаѓа тоа. Така. Мислам дека дури и да има луѓе во политичките партии, нивните коментари, без разлика дали похвалби или критики, мора да бидат елоквентни и стварно кога треба да се заземе тој став, а не кога нивните Така. на власт да биде све Така. розово, а друг пат кога ќе се во опозиција пренаку. Тоа стварно многу ме нервира. И така, во главно сум опозицијски ориентиран, Така. константно. Сега не знам колку долго ме следиш. И заради тоа Прилично. многу често ми даваат еве овој пака обмаровец. Не Мгм. знам, овие го плаќат, тие го плаќат. Меѓутоа едноставно станува збор за работи што ми се допаѓаат и не ми се допаѓаат. Така. И најчесто сум опозицијски ориентиран од проста причина што секогаш знам дека може подобро. И тоа е така и така треба да биде. Значи, секоја позиција мора да има стварат баланс, да речем, прему ти мислам добро е што има позиција и добро е што има опозиција. Ако е само едно, мислам дека тие држави не знам. Па да, тоа е и една од причините зашто баш не го сакам социјализмот или генерално некои други уредувања кои што биле поактуелни претходниот век, Така. бидејќи има многу луѓе со заслепени гледишта. И сега не можам да кажам дека да не зборуваме нели толку многу идеолошки. Генерално не ми се допаѓа кога некои луѓе многу не дозволува да има избор и затоа за заместат. Јас сум за тоа околу социјалните прашања, да речем, или што вишно политички спектар, дали си по како да кажам левичарски или десничарски ориентиран.
пак ќе спомнам, тешко ми да комуницирам со луѓе на ептен на екстремната левица, да речем, на екстремно левичарски ориентирано, што викат американците extreme left и extreme right, кај што едноставно така гледат само напред и нема ништо што може да ги побие нивните мислења или нивните ставови, ниеден аргумент, ништо не може. Исто и на десничарските, пример да речем, кај што еве, така сум се зацртал, може тај став сум го се земал на 15 години и додека не умрам, значи нема ништо што може да ми промене ставот и така треба да биде. Да, има многу такви заслепени луѓе, ама сега кога спомна веќе радикални опции, ја многу тоа може би една од причините заради кои го имам отворено профилот, особено сега по овие невладини организации, може да се слушне, види го овој националист, ваков е, тоа сите зборат за некој што види, ја лично не сум националист, ама немам некој негативно мислење за таа идеологија, од аспект дека и тоа е нивен став, и тоа е нивно легитимно право. Ако можеме да прифатиме друг став, можеме да ги прифатиме националистичките ставови. Сите зборуваат за некоја радикална левица, а никој од мас-медиумите не зборува за сите зборуваат нели за радикална десница, никој не зборува за радикална левица. Да. И тоа онака е ствар, работа која што многу ме нервира. И ако веќе ги гледаме работите, дај да биде тоа со исти очила и за едната и за другата страна. Така. И навистина колку што е лоша да бидеш радикален, ултра радикален десничар, може би уште полошо е тоа да бидеш по левицата и мора малку да се обрне внимание за тоа. Меѓутоа, за жал на медиумиве, ако зборуваш повеќе на таа тема, многу често си предмет на цензура. Јасно. И мора да балансираш, што тоа ме вади такт и пробам колку можам да зборувам за тоа, меѓутоа еднаш ми го избрича профилот и сега понекогаш мора да прекитам. Не да прекитам, едноставно со поблаг тон да ги кажам работите. Тоа сакаше да те прашам. Дали би било точно кога кажам дека твоето блокирање или да речем деактивирање на цензурирање на претходниот профил е, да речем, предизвикано од радикалната левица? Дали тоа е било точно или не се сигурен? Може само да претпоставуваме. Не може да кажеме ништо конкретно. Така, пошто тие ти се како најголеми опоненти, да речем, сите дискусии на Инстаграм. Често кажав ставови против овој модерен third wave феминизам, што за жал зема за мав. Добро. И ја кога ќе кажем онака со факти нешто на тема за дали на тема феминизам, дали на тема LGBT, одма како по наредба, буквално како партиски депутати, така се уклучуваат и од невладините организации и без да го прочитаат целиот мој текст, види го овој ваков е, таков е, кажуваат измислици и слепо ставаат репорти на мојот профил. Може само да претпоставувам кога има бутнат мојот профил, меѓутоа сметам дека или е некој тело на влад, блиско нели владен орган или како да кажам, или некоја невладена организација или општо сплет на повеќе активности. Јас мислам дека ако доволно луѓе пример репортнат еден профил поради некое едно исто нешто, мислам дека не знам дали Инстаграм има врска или некаква полиса, дека ако добијат толку репорти или континуирано толку репорти поради нешто, автоматски мора да го блокират или да го суспендират профил или нешто такво. Значи може да е било и чисто така луѓето сплет на околности, да. У сега случај, да. Еве, сите сме свесни и сваќаме дека претежно овој период, последниве година дена, згаснуваат многу десничарски профили. Така. И тоа е стварно. Можеби не е тоа толку многу во Македонија, меѓутоа ете порано што следат доста профили на многу Facebook страници, кои што онака тие сите се декларираат како него на free speech, дека се борат за тоа, нели тоа американската freedom of speech revolution, некои такви во главно беа од тој калибар страници. За една година тие магично, козно магично снапче, ги снема од социјалните мрежи. И ама види кога мене ми викаат како не може да ти го вратат профилот. Можеш нешто да направиш еднаш ти го врати втор пат. И викам на овие кои ме прашуваат, значи па може на Трамп да му го бутнат профилот. Да, седато му е можно. Да врати профилот, и дури онака кулминацијата, нели,
емоция преку една паралела со елементите на Трампското СО. Аха. Кулминацијата кога на Трамп беше со префрвање на Парлер и отпосле кога направија Парлер да биде испричана дури од Play Store и Да. App Store, се свати за за каква радикална цензура станува збор. И општо е, може би многу луѓе не се согласуваат со моите стави, меѓутоа ако стварно сакаат да имаме некој подобро општество, треба да се согласат дека ниту една опција не смее да биде цензурирана на социјалните мрежи. И многу беше парадоксално дека Трамп беше цензуриран заради наводна не знам дека беше Наводно дека за 6 јануари он предизвикал насилството со влегувањето на Конгресот. Паралелно имаме во третиот свет лидери кои повикуваат на насилство преку Твитер. Мислам дека сега беше актуелно во Афганистан дека имаше лидер, не знам, на нивната опозиција, дека повикуваше на убивање луѓе и него не го банираат од Твитер, ама еве Трамп ќе го банираме заради ова. И ова. Многу е некако, не знам, ова оксиморон, така би го нарекол овој феномен, каде што се цензурираат десничарски профили и профили кои што сакаат да кажат нешто поразлично од медиумите. Според мене, единствен начин ако сакат сите да одеме напред со размислувања, со идеи, е само преку дискусија, преку некоја си отворена дискусија. Па тај со најдобрите аргументи нека победе. Значи јас ако сум рационален и ако размислувам, да речем рационално, ти со ниеден аргумент не можеш да му убедиш дека такво, дека нели нешто не е така или е така. Не се согласувам со цензура или од твојот тип или од било некој ков сличен тип, од причина што некој пат треба да стварно треба да прочиташ и други ставови. Значи ако сме ние некој, тие што викат американците екобабл. Ако сме некој екобабл. Така. Сме веќе на темава. Кој некој ќе ми спомне нешто за идеологија, или еве на почеток пример, на почетокот на само поблиску малку политичка кариера, јас му викам дека земе да го прочита политичкиот спектар. Од крајно лево, од идеите на Карл Маркс, до крајно десно политички компас. Политички компас, да. Да, до Адам Смит, нека прочита од Карл Маркс до Адам Смит за сите. Така. А самиот нека си одбере каде се наоѓа на спектарот. И за детално нека се информира, отпосле како одбере тоа. И стварно аргументите на тие кои што мене ме репортуваат се стварно нелогични, буквално немаат никаква логика и жал ми е што наместо да изнесат подобри ставови решаваат да посегнат по копчето репорт. Така. Добро, да не губиме многу време околу некој цензура, да не ме цензурират и мене. Зборот беше. Не, шалам се. Не. Зборот ми беше дека тоа што е, мислам, тоа е што е, дека и низ Америка има некој став се малку попопуларен дека големите медиуми, тие мејнстрим медија, MSM што ги викат, се по-лево ориентирани, тие од CNN, MSNBC, овие сите тие се по-левичарски ориентирани, така и социјалните мрежи како пример како Facebook и како Instagram. Имам многу подкасти што имам слушано околу тоа како Twitter селектирано цензурира десничарски профили, како што Преска спомна. Да резимирам, само сакаш да кажам дека според мене треба да се има отворена дискусија и за двете страни и дека со репортирање и со цензурирање нема да стигнеме никаде и никој нема да се просветли на никаков начин, само може повеќе да затопуваме у нашиот, да речем, у нашата шина кај што одеме и никој ништо не ти го смене мислењето околу како буквално како коњ да гледаш пред тебе. Тоа според мене не е здраво и слагам се дека треба да има отворена дискусија. Буквално се согласувам од зборот. Сакаш да те прашам нешто наредно, нешто друго. Околу гледам имаш неколку поста и неколку објави пишувано околу финанси, околу финансиска едукација, имаш некои други така пријатели што стануваат
што нели што има такви некои кажи го Инстаграм страни сакам да исполня како мои финансии како држи вода, што ги континуирано така што континуирано ги информираат пример луѓето или ги едуцираат на некој си да речем нели убав културен начин околу финансиска едукација или финансиска литературност, да речем. На некој начин до тоа да произлезат до да речем на виделина да изнесат некои работи кои што пример не си ги сметал како погрешни, на пример како брзите кредити или кладилниците или казината или нешто такво. Актуелно е на мојот профил моментално. Види, може вака сега предежно сакам да им објаснам на луѓето преку пример, но често знаат да кажат поемот зборува за политика, замара со политика. Ај вака да направиме една паралела. Што друго се промовира на Инстаграм? Така. Вештачки насмевки за промовирање на одреден бренд, кој што ако не им плати, тоаш нема им се свиѓа, ако им плати, тоаш им се свиѓа. Што е тоа да негде можеме да кажеме дека е логичко, пошто за тоа нели заработуваат и така функционира се под општеството. Зборуваат се нели и сега не им пречи дека некој така вештачки рекламира, не им пречи дека некој рекламира кладилници, дека некој рекламира казина, не им пречи дека некој рекламира брзи кредити, кои што тоа може некој да употреби само некој што е финансиски неедуциран. Не им пречи дека не им пречат други работи, меѓутоа им пречи или да спомнам уште нешто актуелно од претходниот период, правење фейк драми на Инстаграм. Така. Висте не можам да го разберам тоа. Мислиш два профила што се препакуваат некако фейк помеѓу нив или? Да, тоа е многу очигледно. Стварно. Јас помислил сум дека се некој онака баш вистински драми или тоа е само за да се дигнат популарност и двете страни. За да се дигнат популарност најчесто. Така. И не треба да спомнувам никој, тие што знаат сами ќе се променат тоа. Така. Немам лоша намера кон никој, само што едноставно многу е сега дегутантно ми е да гледам како се случуваат такви работи. За отпосле топка да се префрли ке мене, ама овој замара со политика. Да бидеме малку реални. Дајте малку луѓе. И да гледаме работите дводимензионално малку. Така. Затоа да се вратам на темава, да, инаку околу финансиите, бидејќи тоа беше и прашањето. Гледам и со другиве профили што се како мои финансии држи вода. Мислам, тие си прават малку поразлични работи и они се претежно за тоа насочени. Мислам дека правиме добра работа од проста причина што ја креваме свеста за некои финансиски теми, бидејќи најлошо во денешното време е ако си финансиски неедуциран и скапо чини да си неедуциран. Баш. Како вика една македонска народна поговорка, сиромавиот дупло плаќа. Така, така. Ако не и троодупло. Навистина сметам дека тоа е буквално така и ако сакаме општо да одиме напред и тука не зборам генерално поише за личен развој на секој поединец, мора најпрво да знае добро да менаџира со финансиите и да ги знае можностите во општеството, а отпосле да знае и да зборува за други теми слични на оваа, бидејќи се почнува и завршува со финансии. Да не се лажеме и бидни се на сите. И кога да зборам за пари, леле види го овој суров капиталист, меѓутоа ајде да зборуваме дека на крајот од денот, мислам, не може да функционираме без парите и така. Парите и друг пат сум кажал дека јас ги гледам како средство, а не дека имам некоја посебна така. Значи, парите се постојале од многу одамна. Значи, пред да имало пари, имало монети, па злато, па прво се биле, нели, фактички тоа е еден начин на кој што ние се договараме. Еве сега, сите седнеме, цел свет седнеме и се договараме, еве оваа книжна картија, така има толку вредност и е нешто немино. Околу финансиската едукација, сакаш да спомнам според мен два феномена кои што се, да речем,
битни од тоа дека убитни зошто нели луѓето некој пат што викаш финансиски се неедуцирани. Еден феномен што го гледам е тоа дека луѓето импулсивно купуваат нешто што не и требат. Значи еве нешто присобрал пример некоја пара на страна си овој и импулсивно купува, еве сега ми треба пример да речем смартвоч. Еве те рече, не взимаш голема плата, немаш голема потреба од некој, ама ете Македонското знаеш како е? Да трошиш повеќе од тоа што заработиш. не е само македонското, не е само македонското, мислам дека некој каже на поглобално ниво е тај феномен, ама тоа им беше втората поента, значи да го трошиш тоа што го имаш и тоа што го немаш за да такво кажи го, за да баш да бидеш виден. Значи јас знам луѓе. Имам примери у мојот живот кај што луѓе земат кредити за да си купат телефон, да си купат, тоа не да си купат било ков телефон, да си купат најновиот iPhone. Значи, ако немаш доволно средства купиш најновиот iPhone или било што, значи Па нели имаш и доста за фраканци, има за најнов iPhone, нема кредит да си стага пред неколку години што беа купили. И тоа за жал во голема мера е вистина. да, мислам не е во со причина да се исмеваш или да деградираш луѓе што немаат доволно финансии да се купат нов iPhone или било што, туку самата нелогична постапка за тоа порано тие пари да инвестири си ги, чувај си ги, ќе си инвестираш нешто што може да ти подобре за работа, запиши се некој курс, отиди на Udemy на тие онлайн академиите. Да, ја и ти тука академиите. Udemy збориме за инвестиции, меѓутоа тоа се овие зборови за мнозинството млади луѓе, за жал, се само апстрактна именка. Значи, никој не размислува за инвестиции. Моце, кога сме вие кај финансије, мислам да ги спомнем и брзите пари. Ајде. Никој не размислува за инвестиции. Така. Никој не размислува за рационално трошење на средствата. Размислуваат во главно за како ја да се збогатам на брз начин. Еве, пошто ја и ти се знаеме нели приватно, ја веќе 4 години работам со мултилевел маркетинг Така. на страна тоа. И сега нели кога имаме ние со некои луѓе да се видиме, ако сакаат и они да работат. Со издото им кажуваме дека нашата цел не е некоја шема за брзо богати. И Така. кога ќе кажат дека не може за брзо време да се збогатат, кога им кажеш дека треба да помине неколку години за да они стигнат до Така. приходите кои што ја ги заработувам или повисоките спонзори од мене, одма прават паци, не им се работи, губат джелба и сите сакаат брзи пари. И токму заради тоа Македонија, најпрофитабилни фирми во Македонија се спортските обложувалници. Не знам, еве, прочитав како податок дека во 2020 година фирма која што остварила најголем промет или профит, сега не знам како беше точно формулирано. Најголема добивка или Да, добивка дека остварила, добро? да, е Sportlife. Тоа за мене. Стварно? Да. Значи фирма број 1. И тоа може мислам да биде само во Провери си го тај податок. Јас мислам ги гледам некои статистики од лани за 2020 збориме, така? За 2020. 2020, пошто за 2021 не си да заврши. 2021 ќе има за некој. Може да биде некаде најголема, мислам дека далеко е од најпрофитабилна, ама у секој случај и да имат и голем раст и се, нема разлика тоа поентата што сакаш да кажеш. Еве, нешто беше така, статистиката треба да проверам, може да не е точно бидејќи ја прочитав пред неколку месеци или слично. Добро. Или Небитно. да се префрлам на главното, односно на поентата, нели? Само до тоа што кај нас огромна добивка остваруваат кладилниците, казината, компании за брзи кредити, е доволен индикатор да се види кај нас колку е голема сиромаштијата и колку народот е финансиски неедуциран. И ја не знам, ми сметам дека се тоа се базира на само до тоа што луѓето не менаџираат убаво средствата. Така. И едноставно не се напатени на работа. Или, например... Од работа нема срамота. Да, тоа беше еден од актуелните постави. Меѓутоа, сите сакаат брзи пари и сите сакаат многу пари, за брзи пари, искрено брзи пари, нема. Не постои. Треба ептен да си исклучок и да бидеш 0,1% од 100. Има некои исклучоци може би, да, меѓутоа тоа е стварно минимален процент, што не вреди да се дискутира. Брзи пари нема, околу другите брзи кредити и слично,
тоа можам да кажам дека по тоа најчесто 90% посегнуваат луѓе кои што размислуваат, они пример изгубиле пари дори се коцкале или слично. И сега ајде да ги вратам парите, ајде ќе земам брз кредит, па и тие ќе ги ставам у казино или кладилница, па со нив ќе направам уште повеќе пари и така само одат во дупка И од 2 чекора си заглавен, заробен си. за долг период од живот, Да. да мога не решам мислам цел живот. Еве дури имам луѓе кои што порано биле навлечени на пороци како комарот, но со тек на време им дошол памет и они веќе 2-3 години работат и уште не може да ги исполнат сите пари што ги имале од лихвари, односно модерни лихвари, брзи кредити. Еве- Така, мислам, едноставно, само уште нешто да кажам на темава, многу луѓе мислат дека имам нешто против луѓето кои што ги држат овие финансиски институции. Ја немам ништо против нив, почему они нашле простор во Така. пазарот, може би малку неблагодарно, Да. тој е друг феномен за кој што може да зборуваме друг. Меѓутоа, кога ќе споменам брзите кредити, главно луѓето мислат дека ја имам нешто против луѓето што ги држат тие институции. Така. Јас стварно, може би е тоа малку неблагодарно, меѓутоа јас стварно немам ништо против нив. Едноставно, сметам дека тие прават, тие вршат заработка, но луѓето кои што посегнуваат по тие кредити, им треба малку на финансиска ред. Тоа се да резимирам. Така, и сега ќе ти кажем зашо не е тоа само македонски феномен или само нешто нешто да речем локално. Што да кажат американските студенти што одат на најскапите коледжи, да бидат само у најскапиот коледж, значи да бидат дали на Йел, дали да бидат на некој си, не ги знам кои се сега тие најпрестижни некои си коледжи, изимат студентски кредити, оние student loans, буквално по значи кредити по $100,000, кои што кога завршат со факултет, и само што завршат факултет, веќе се они у некој долг и треба да го враќат, значи некој може $150,000-170,000 треба да го враќат. Еве, почнуваат, значи само што завршуваат факултет, почнуваат од, да речеме, ако играеме игра, почнуваат од минус 150, значи не почнуваат од 0 или да почнуваат од нешто, значи почнуваат од минус 150 и тоа е нешто многу голем проблем. Ја мислам голем проблем. За нив е голем проблем. Кај нас, еве, ние го немаме тоа. Да речем, ние гледаме факултетите се прилично, да речем, релативно ефтини, кај нас многу луѓе може да си да си ги дозволат, не мора да плаќат, како да речем, ако тама е $70,000 факултетот, тука да биде €7,000 да заврши на факултет. Значи многу луѓе може да си го дозволат тоа и не мора да земат огромни кредити. И многу луѓе шом завршат факултет, кај нас немат некој долг од факултетот, или немат некој, да речем, долг, може да почнат, да речем, на трката или животот, може да почнат со многу, како да кажем, некој го чекува понапред од американците. Од таа причина, луѓето тоа не се го размислувале, ама доволно се познаем колку процент од американците го имаат голем. ова. Сигурно голем, Да, пошто многу луѓе. Да сам види, може би таму, ако не се лажам, во Америка најмногу се ценат приватните факултети, Да. а кај нас, а и генерално во Европа, повеќе се ценат Повеќе- државните да. факултети, Така. кои што не треба толку да платиш за тоа. Така. Може би тоа малку така поразлично. Така. Ама добро, бизнис како бизнис. Едниве се приватни, другиве се државни факултети. И тоа, еве, ја лично немам ништо против некој приватен факултет, ако тој стварно дава знаење. Да. Ама во Македонија приватните факултети се посебен феномен. Да. Таму си плаќаш за да земеш диплома, Како што може да паднеш под кали само. Ако се лизнеш. Види тоа, Или можеш да паднеш од столче. Да. Види, сакам да прескочам спомнал за брзите пари и дека нема брзи пари и да има брзи пари. Еве пример. Добиваш на лотарија. Ма не е тоа да добиеш на лотарија. Значи, не е финтата да имаш пари или да ги добиеш на лотарија. Значи, ако ти постепено у теко на својата кариера или у теко на својот живот растеш, пример, со твојата заработувачка, у било каков начин да работиш, помалку заработуваш се повеќе, имаш осет и се ствараш, да речем, некоја навика или се ствараш некоја процедура како да менаџираш со финансиите. Еве, толку проценти ќе одделам за кирија или ќе штедам толку, па ќе се купам стан или нели, тоа што ми треба ќе се купам така. Постепено ако работиш и постепено да си акумулираш, да речем, некој капитал или некои финансии, тогава научиш да менаџираш со финансиите. Мислам дека страшно голем процент, не знам колку, ама страшно голем процент од луѓето што добиват на лотарија и се преку ноќ милионери,
или да речем на некој друг начин на брзина се збогатиле, еве да речем пример како погодило и да речем или со крипто или било што, не е битно. Значи сите што станат преку ноќ, значи голем дел од луѓето, да. Личности, пример музичари, Да. знаат дека имаат. Така, голем дел од луѓето, еве пример те ќе освои на кажи го на лотаријата, речем пример 1 милион евра. Да. И готово, он има 1 милион евро банката и купи си кола од 300.000 евра, стан еден или куќа два и знаеш што е проблема? Ти веќе не си милионер. Значи, кога беше таа поентата, ти си милионер, зашто не си купиш ово? И па брат, причината за која што милионер точно не е, нели, такви некои. Кога читав ова книгата Богат татко сиромашен, Е. имаме многу интересен пример. Вика Да. дај му на сега ова нели без напред да се градиме нека, дај му на сиромашен човек 1000 евра, Мгм. ќе си купи iPhone, дај му на богат 1000 евра, ќе направи 2000. Да. И буквално таа нека Види се, тај аргумент цело време не може да функционира од причина што ако стварно да речем немаш за да можеш ти 1000 евра да ги потрошиш, за да можеш ти 1000 евра да ги инвестираш, ти треба да бидеш спремен да ги изгубиш. Така? Да. Значи ти можеш правилото некоја да рече one у инвестирање, да ги инвестираш парите што можеш да ги изгубиш. Една поинаква ситуација дека тие што немаат повеќе сакаат да се Експонира. покажат, Да. повеќе сакаат еве како видиме ја имам. Тоа е така, и сум приметил и по многу луѓе Микс е некој. што немаат можеби толку многу, повеќе сакаат да сликнат, да покажат. Така Да. што тоа си е феномен кој што постои ќе постои. Едноставно, еве ако имаме некој влијание со емисија, може само да апелираме нели, но Како мовер, али? да дадеме онака до значење дека стварно не е тренд ако нешто се сликнеш или направиш, особено не ако тоа го правиш со парите од дома. Да. Ако Или од на мама и на ако тато. некој сам се заработува, а и генерално ако се нивни финанси можат сами го за да си ги трошат, можат самите како сакаат и што сакаат да прават со нив, и што сакаат да објавуваат, нели? Ама едноставно еве бар мене лично не ми меѓа ништо ако некој се стигне од огледалото само му се гледа јаболкото на iPhone-от или Да. Значи, окей, мислам и со тоа и без тоа. Сваќаме. Ако ти има некој за себе, не мора толку онака да се нагласува или било што. Да. И тоа е тоа. А и тоа општо така, еве преку профилот, знаеш како гледам некои такви работи што можам на некој по онака начин да ги кажам, за луѓето сами сватат колку е саат. Така. Да. Да проба да сватат без да им кажам на што конкретно мислам. Јасно. Ама добро, нека се работите излегува со контрола. Секој сам нека си го сване како треба. Преска спомна, сега малку се наврнам. Преска спомна на некои вредности, што викаше ти дека според мене не можам да отстапам. Значи, претпоставувам дека една од тие вредности е една од твоите вредности кои што мислиш дека не треба да отстапуваш, се, например, користењето на македонскиот јазик. Значи, сега јас зборам тука на дијалект, на малку на штипски, тоа се зборам од Не автентичност. знам сега од кој беше точно, ако не се лажам од Блаже Конески, Аха. диалектите се богатството на еден јазик. Така, точно. И убаво е вака што се збориш, можам да кажам, и твојата емисија веќе, пошто константно ја следам, си има некој автентичен изглед каде што ти Мгм. зборуваш онака на штипски и по тоа луѓето те препознаваат. И многу почитувам кога луѓе еве вака од натрешноста си или зборуваат на онака на својот дијалект или зборуваат на литературен. Многу ме нервира кога некој од натрешноста со сила сте лигави пробува да збори скопски. Значи стварно еве кај мене на факултет има некои асистенти кои што мислам сега не секам или демонстратори кои што дојдат на натрешноста и сега со сила пробуваат они да зборат скопски и се лигават. Значи ништо на тоа. Значи хубаво нека се зборат на дијалект кој што си имаат или нека зборуваат литературно, ете нели. Така. Океј, работат во институција нека зборат литературно, ама сега лигавење, изборење скупски, како публица шана, ми е стварно дегутантно и сакам секој си го прави тоа што сака и да се вратам еве на темата. За македонскиот јазик. Да. Често пати не знам дали си приметил користам еден хештаг. Мгм. Јазикот е идентитетот. Така. И стварно тој го мислам. И пробувам да направам што можам повеќе на оваа тема, дали е тоа се некоја објава околу најчестите правописни грешки со цел тоа да се трне, дали е тоа
константното ставање на хештегот пишувајте кирилица или слично цитирање на македонски автори, понекогаш там ете да споделам стихови од некој Писатели наши, да. писател, да, или слично. Тоа се го правам со цел за да се крене свеста за македонскиот јазик, бидејќи не може, еве ја спомнам соседна Бугарија, Мгм. каде што 95% пишуваат на кирилица. Там има некој стереотип дека ти ако пишуваш во Бугарија латиница, си неписмен или слично. Да, Кај нас на вистина реткост е да ја пишуваш кирилица. така. И стварно преку моите објави се трудам да стигнам до што повеќе луѓе, да го користат македонскиот јазик и да пишуваат кирилица. Еве јас сум Да еден не од тие. прават и да не прават Правописни грешки. Да. бидејќи стварно ме вади од така, кога ќе видам дека некој ќе напише мајка ми споено или многу не пише знам. да се каже дека не знам споено, заради тоа некој друг пример или ако многу онака ми се допаѓа, еве са друга да не дека само нешто лошо, кога некој ќе ми напише се уште одвоено и според напред така не стварно и стварно ситниците менуваат, барем за мене Да. ситниците многу ми менуваат. Да, да. Јас сум еден меѓу тие кои што цел време пишувам на латиница. Ето, И последните изговор, сега да, да. апелираме. Апелираме малку да... Прво ти да се смениш. Добро. Точно ли викаат прво за промените мора го гледала да се погледнеш. Прво треба, јас знаеш кој викам, ќе го цитирам Џордан Питерсон, вика прво вика ој напреси во кревето, намеси во кревето, после ој да го менеш свето. Баш така. Јас сега изговор што ќе го дадам е многу, сега да речем, не држи многу вода, е дека пошто македонската азбука има повеќе букви, и тоа значи дека самите букви на тастурата се помали и многу ги грешам и ме мрзе цело време да преправам овона. Толку, ова знаеш како изговор, можеш да ставиш аутокорект. Аутокорект. И да ги немаш тие грешки. Дефинитивно. Ја така, И нема на се си аутокорект. спремен да уемам матер, на се си спремен. И веќе нема тие грешки. А нешто Готово. тоа. Готово. И општо стварно мора да направиме нешто за луѓето повеќе да Значи, Бојмо, пишуваат на вистински инфлуенсер си, бе. Еве, им правиш инфлуенсираш супер на мене, нели? Да си сменам, каже од тие што тестатурата. знаат, еве вака, или приватно, знаат дека можеби веќе седимо со години константно пишувам само кирилица, исклучиво и онака се трудам дури да за допишување за некој што би се рекло банална работа, тоа да биде Баш на така. кирилица и на На македонски литературни Да, јазик. меѓутоа, види, На македонски понекогаш- литературни јазик. понекогаш јас си користам еве скопски жаргон. Што Така. вистина тоа не е дека нешто ја сум против јазикот, меѓутоа како што ти се збориш на емисија во Штипски. Така ти си Еве, збориш да скопски. зборам. Да, freedom of speech. Да, Злучи. ама порано така повеќе почесто знаев и текстови да си ги пишувам, например, напишам у наместо во се. Да. Или слично, меѓутоа еве сега стигна време за друга малку така политературно да изгледаат. Супер. Пошто многу луѓе ми се бунеа за тоа. Пошто сам треба не бидејќи да кажам. Бидејќи. Ама на YouTube емисии на Freedom of Speech. Има. Уште не сме на телевизиско ниво. Да, тогаш и ние ќе смениме малку реторика. Колку политичари. Баш така. Ќе смениме реторика. Будеме на власт. Сакам да кажам дека стварно треба да го цениме јазикот што го имаме, бидејќи за тоа некој си ни изборено. Да. Да, ништо не ни дошло на тасна. Американците што користат еден израз freedom isn't free. Тоа значи дека некој за твојата слобода си ми избрано, Така. но како што е за слободата, така и за јазикот. И најмалку што може да направиме за нашите предци кои што се избореле за е да го користиме македонскиот јазик, да правиме некои ситни чекори кои што значат многу. Ако ништо друго И пред да, поштовање. пред известно време објавив цел објава за Крста Петков, мислев. И стварно не немав многу Да. некои како што други. Еве ја пример да земам да зборувам за некој клише, муавет, не знам. Како се викаше ова вчера што гостуваше Кој? во Привлич, Таирович, Кој? као. Теата Еруич. Да, да пише вјаза не за дека ќе има концерт, сигурно ќе добиеме многу повеќе лајкови. Да ставиш некоја разголена слика од неа. Да, сигурно. Објасно. Меѓутоа мене не ми е целта да ставам нешто околу тоа. Целта ми е Ма дај нека ночит горе Балкан ме бојам. Шта? Жал да што повеќе се цени тоа и повеќе се цени некои такви профили отколку некои други кои што се залагаат за некаква едукација. Или пред известно време имав ставено, не знам дали е, памтиш дека ставив за
не знам, ти го збирката бели мугли од Кочараци, Мгм. дека пред дека се издава на сега тоа конкретно на денешен, тоа беше ако не се Да. лажам, 25 ноември ако не се Така. лажам, во Самобор близу Загреб. Да. И Така кога го беше. напишав тоа баш околу Кочо-Рацин, Мгм. многу луѓе што објавуваш глупости, тоа значи многу коментираат Да. демек 25 ноември. да, погоди, значи Пред 82 години во градчето Самобор кај Загреб. Да, така. Добро. Ова не бев 100% сигурен дека... Не бе, не, потсетувам те, не те коригирам. 25 така, 25 ноември. Епа тогаш го објавив тоа, нели коментираат што го објаваш од глупости, ама за тоа нели шема се ти ако објавиш Да. како пееш на ноќ гори Балкан. Да. И морам од се. Секој со своите вредности. Секој со своите вредности, меѓутоа како што ја можам да ги прифатам тие, они не можат да ги прифатат моите објави. Нивен проблем. Да. И сваѓање кој што и така. Да. Знаеш, преска спомна Фуфици. На стариот профил ти имаше една такво, имаше една како да кажам, Категорија. на категорија, рубрика, баш рубрика беше збора кој го барам. Да. Имаше за баки, за Фуфица, за ово, но со што ги немаш сега ти? Ја мислам дека треба да дај почни, молим те, или почни со да ги објавиш старите. Известно време, Ја мислам- саботна вечер, преку машки и женска перспектива. Такво нешто. Значи, Да. ја мислам дека треба да продолжиш со таа. Почесто, само што знаеш, профили ми го земаат тоа во етерот. И ај викам да им оставам место на Да поживеат малку и малите. едноставно ќе се вратам. Да. Сега Така. повеќе на стори ги ставам. Така, ако би не е видно. Да, ама сега најинтересен ми е Чичкоти. Чичкоти, Говори за коронавирус, за Да. 5G, годините да ви ги имам, паметот да ви ги нема, да го немам некои такви нели сврдани. Слушай се, јас да ти кажам. Пепси генерација се зови. Пепси генерација, Што знаете ви? Пепси генерација од мочка прави. Баш така. Мора кај Пепси, и тука да посета, абе каква Пепси генерација, бе, они само не газирани сокче, ни Пепси не пие. А у наше време тука Пепси. почнува и тука. А у наше време Кока-Колата става шекер, диабетот на најако, брат. Да ми останат за историја и така. За уште една последна тема сакам да само те чепна пред да завршиме. Тоа е околу твоето, да речем, ново поставено франчизирање. Што се дешава тука? Какво е тоа? Бојмо од интернационално отвараш франчиза? Прв пат тука ќе го кажам, го Ајде. и на постои ни на сторење објавено. Ајде. Сега што е цела работа. Знаеш дека честувам по Erasmus проекти Мгм. и кога бев на мојот последен Erasmus проект летово, се запознав со еден дечко од Босна. Мгм. И буквално се запознав со дечко и ставуваме као да сме Копија. копија, буквално, така. да. И он ми вика, бе, и се нели, при запознавање, веќе Кажеш знаеш како правиш, не можеш да не му кажеш за профилот. Да. И му кажам за профилот, ја било многу интересно. Абе, ја нешто вака да направам нешто во Босна, што викаш? Ајде викам, може. Дај 100 евра на ти го името. Трейдмаркот. И испадна. И идејата онака како ја замрзнавме тоаш пред неколку месеци. Мгм. Така беше. Ама сега дечко пред еден месец дојде во Македонија. На- Тука малку така. кај нас, да. И спонтано онака испадна, абе ќе направам нов профил. Ајде бе ќе направам. И он се многу долго се мислеше што име да му стави. И онака при еден разговор, абе име што како ставам и се договоривме boemot.bh BH. да неговото име. Така. Што и сега према ми, ама не знам дали ќе биде. Сакам да го уште една држава да бидам, Мгм. за постепено ова на долги стази да бидам и во повеќе држави во Балканот. Така. И онака бојмот е Бојм од Балкана. Ама што заедничко да сите профили е да се делат некои основни постулати. Така. Не мора се, не зборувам идеолошки, ако најчесто идеолошки се согласуваме. Мгм. Тука тоа тие постулати се нели сега ќе звучи премногу како некој политичар да го кажам Така. праведност, честност и глупости, меѓутоа можете да го отворите профилот со сите што ќе не гледат, можете да го отворат профилот. Boemot.bh. Да. Така. И да видат дека делиме некои си ставови како против коцкање, Така. ставови против некоја нова нормалност што се наметнува. Буткање на полагање на градска врж, мислам дека имаше дечкото имаше- текст. Да, ќе се вратиме Мислам. на тоа, само да завршам со. Значи имаме некои такви теми кои што делиме ист спектар.
Или на пример патриотизам, без разлика дали во Македонија или во Босна и друго. Така. Патриотизмот општо како појава која што може да те носи само тебе напред и твојата нација, мислам дека мора да се негува и да се крене свеста за тоа. И ние не сме граѓани на светот кој што е модерно се наречеш. Ние сме си горди на своите национално. Global citizen. Да, буквално. На своето, нели, каде што припаѓаме место. Да. И еве на пример, ние со ова знаеш како сум приметил. Левицата за многу работи, они викаат ние го правиме ова, ние го правиме она, ние го правиме ова, ние сме против бариерите. Така. Ние сме Open border policy. Но... Да, ние ги рушиме овакво. Ај да гледаме поинаку. Ја често пати пишувам објави за криптовалути. Добро. Ја да ги имам стекнато повеќе другари албанци отколку тоа што левицата го прави на зборови. Или нивните организации. Значи, такви теми, така е со животот во вистинска смисла, а не ја ќе го правам ова, ја ќе го правам она. Само на Ајде да зборови. шириме љубов. Значи, не е работата на зборови, убаво е тоа, нели се да се шири љубов, Така. меѓутоа е да малку теорија, не малку пракса, Малку пракса. а не само теорија, ние да го правиме ова. И да се вратам зашто го спомнав ово голубоемот БХ, ево на пример, нели е барем на попис он се изјаснува како муслиман, ја на попис се изјаснувам како христијанин. Така. Нели еве тука ние преку ваквите ставови и преку ваквите профили ние навистина се зближуваме и општо и има он е полека, има луѓе кои што не го читаат и слично. Така. И ја имам нели веќе поголема маса на луѓе кои што ме чита. Преку таквите профили и преку нашиот еве нели како да кажам моќ која што може да стигнеме до повеќе луѓе, мислам дека правиме нешто во вистинска смисла за да се зближат различни религии, различни националности, да се биде на некој начин обединет Балканот и мислам дека тоа добро ни оди. И ние наместо да го правиме премногу теорија, ние тоа го правиме во пракса. И мислам дека резултира веќе со одредени. Самите дела и самите резултати нека покажуваат, нека бидат показател кон тоа што го правите, а не вие колку кажувате дека правите или колку сте ставили. И еве некој во емисија сакам да како сега подкаст или емисија како ја Подкаст. Па сега подкаст си е некој си е таков Америка, да, интернационализам, да. Тоа се другата интернационализмите во македонскиот јазик. Да. Па сега Знам дека вие македонисти, ако може да ги наречем, малку салутат за тоа, меѓутоа, ете ние сме нека понова генерација, па може да ги прифатиме. Па ви подкастот си е сама емисија како да кажем, значи немаме точен превод на. Немаме пошто е нова да речем појава во последните 10 години. Дека така ќе биде и во иднина, дека некои зборови воопшто нема да се преведуваат, што види искрено не гледам ништо лошо во тоа. Да. Светот се менува и нормално е некои термини да ги присвоиме. Така. Еве сега пред мене гледам компјутер. Знаеш ли на пример дека хрватите до толку многу се сака јазикот што измислија и своји зборови за тоа. Рачунар, нели викате? Да, рачунар. Рачунал, да. И Да. мислам дека и србите користат исто рачунар или рачунало, Не нешто знам, така. много беше интересно да се хрватите, нели, од кога излегува во тој конфликт со Србија, како излегува нови зборови на задната страна во вестник. Да. Тоа беше. Ептен. Ама тоа не можам да кажам дека е лошо, ниту пак добро. Едноставно тоа се нивна одлука. Ама генерално ако ме прашуваат мене, ја мислам дека тоа е твоја работа сега да измислуваш зборови за некои странски термини, може да ги прифатиме. Така. Што може нема да се согласам некои македонисти со мене, сметам дека треба да имам различни зборови, но нели секој за својот. Да сме македонисти, може да збориме тоа. Може само сега мислење некој да си нафрлиме, ама на крајот да. Мене ми се допаѓа. Така. Со тоа што ете треба да си го цениме јазикот. Така, За така. другите зборови и теми. Така. И еве вака за крај, мислам, не знам што колку имаме, претпоставам дека сме на самиот крај. Да. Сакам да ти кажам дека општо боемот како медиум се шири на сите платформи, односно на Instagram првенствено, понатаму на Facebook и Twitter, Така. но не е тоа се, ова звучи. Опа! Но тоа не е се. Ако го следите на Instagram, Facebook и Twitter, добивате што? Понатаму добивате да ме следите на вебсайт boemo.mk. Оп. Идеите пред известно време што ги имам, полека ќе станат реалност и планирам за некој период, не може би не многу скоро, меѓутоа boemo.mk да стане нов медиум, мислам нов вебсайт каде што луѓето ќе може Така. да се информираат. И тоа што досега го има на Instagram и на Facebook, може да го има на вебсайт. Со тоа што нема бега Прекрасно. на други вебсайти,
ќе биде повеќе, нема да, пошто имам и друга работа и нели имам и Така. нели ова ми е повеќе како хоби, можам да кажам. Да. Poemo.mg ќе биде повеќе како место каде што работите што ги имам на Инстаграм, ќе ги има и на вебсайт, преку повеќе новости и поголема ангажираност. Така, И браво. да, мислам дека тоа ќе биде веб страна каде што ете ќе може гласот на младиот човек и гласот на тивкото мнозинство да биде изнесено на виделина. Така, прекрасно. Да. Кога ќе биде пуштен сајто, ќе направиме уште една емисија, да направиме некоја дополнителна Може, промоција. Со задоволство. Јас едва чекам да го видам и едва чекам да те видам па и едва чекам па да направиме некоја следна емисија. До тогај, благодарам ти многу, премногу што дојде на кај мене на емисија. Благодарам ти за да наречам браво за некој начин храброста, пошто за сега не си бил. Да, ова е Уво првото светло. за јавноста, малку Да. или тој има и тема на почетокот, Да. али мислам дека тоа. Абе не, значи ние сме баш онака релаксиран тука атмосфера и благодарам што дојде и што се осмели на речем отворено да збориш, пошто многу луѓе може сакаат да слушнат кога збориш, сакаат да видат како која персона стои позади статурата нели од другата страна и се тоа. Ја тоа го и тоа го многу ценам. Да. Така и лиде Да. кажеш, реално сум постојан. Баш така. Че благодарам уште што дојде, Да. Боемче, така да Боему, Боемче. Така да до следен пат ќе се видиме. Обавезно ќе се видиме пак. Фала ти на тебе Видим за пак. поканата. Навистина ми е чест вака што гостував во твојата емисија. И стварно сакам ева како една мала забелешка Мгм. да бидеш поредовен со емисии Да, и твојот подкаст да си остане ваков како што е. така. И ама стварно да има поредовно емисии со поинтересни гости и да се опфатат луѓе кои што до сега не биле толку многу во етерот, Така. бидејќи некако мислам дека премногу медиумско влијание се дава на луѓе кои што Не треба. Така, согласувам Многу се. да бидат експонирани. Благодарам на замерката, значи ќе почнам поредовно да снимам и на кирилица ќе се сменам тастатурата и ќе видиме и ќе видиме натаму. Ништо, благодарам многу. Дечки, чао, чао, се гледаме на наредна емисија. Чао, чао.